од ризницата на црковното учење. Драги слушатели на Радио Марија, добре дојдовте во првото издание на емисијата од ризницата на црковното учење. Во оваа емисија ќе читаме од енцикликите, документите и книгите на црквата, преку кои ќе го запознаеме нејзиното богато учење. Па затоа, во оваа прва емисија започнуваме и со читањето на актуелната и најнова енциклика на папата Лав 14, која гласи Величествено човештво. Останете со нас на брановите на Радио Марија, бидејќи започнуваме со читањето на енцикликата. Величественото човештво што Бог го создаде, денес стои пред решавачка одлука, да подигне нова Вавилонска кула или да изгради град во кој Бог и човештвото ќе живеат заедно. Секое поколение наследува задача да го обликува сопственото време, да придонеси историјата да созрева како место каде што се чува достоинството на секоја личност, се унапредува правдата и се овозможува братството. Сепак, секое време носи ризик да се создаде понечовечен и понеправеден свет. Секогаш, кога човештвото е во опасност да го изгуби своето вистинско лице, ние христијаните ги подигаме очите кон овоплотениот Бог, знаејќи дека тајната на човекот на вистина се разјаснува единствено во тајната на овоплотеното Слово. Тоа величествено човештво во Исус Христос станува патот на вистината и животот, отварајќи му на секој од нас патека за растење кон полнотата. Втемелени врз Христос, живиот камен, го искусуваме силното и таинствено дејствување на Светиот Дух и веруваме дека нашиот небесен Отец, во кого ја положуваме надежта, ќе го благослови секој автентичен човечки напор што во соработка со него е насочен кон доброто. Затоа можеме ревносно да придонесуваме за сите иницијативи што градат поправеден свет и да ги повикуваме другите да соработуваат во унапредување на интегралниот развој на секое човечко суштество. Сакаме да влеземе во диалог со сите мажи и жени на нашето време, со кои ги споделуваме настаните, прашањата и стремежите на човештвото. Затоа, можеме ревносно да придонесуваме за сите иницијативи што градат поправеден свет и да ги повикуваме другите да соработуваат во унапредување на интегралниот развој на секое човечко суштество. Сакаме да влеземе во диалог со сите мажи и жени на нашето време, со кои ги споделуваме настаните, прашањата и стремежите на човештвото. Заедно со нив настојуваме да препознаваме нови патишта за општото добро и за унапредување достоинствен живот за сите. Таквата насоченост кон диалогот е составен дел од повикот на црквата, бидејќи таа втемелена во Христос како сакрамент на најтесно соединување со Бога и на единството на целиот човечки род, ја препознава историјата како место каде што Евангелието го преиспитува и насочува човечкото искуство. Во тој дух, Лав 13 во 1891 година ја објави енцикликата Rerum Novarum, чија 135 годишнина оваа година ја одбележуваме со длабока благодарност. Со тој документ, мојот возлюбен претходник даде поттик за размислување за општеството, стопанството и политиката што денес го нарекуваме социјална наука на црквата. Кога некој приговара дека црквата треба да ја насочи својата енергија кон пренесувањето на пораката за вечниот живот и да ги остави световните прашања настрана, тој трезвено и мудро одговара дека навестувањето на Евангелието го опфаќа конкретниот живот на луѓето. Од тогаш поминаа многу децении, а научителството, пастирите, теолозите и верниците продолжија да размислуваат за општествените прашања во светлината на Евангелието. Денес социјалната наука на црквата е наследство на мудроста во која наоѓаме начело за размислување, критериуми за расудување и проценување, како и конкретни насоки за дејствување. Втемелени врз Светото писмо и преданието и во диалог со науките, тој ни помага јасно да ги толкуваме предизвиците на
сегашноста и да ги препознаеме соодветните начини за радосно и служително христијанско сведоштво во светот. Тој е жив корпус на вистината, што го чува и толкува повикот на човештвото ко полн и праведен живот. На таа жива традиција сакам да го придружам и својот глас, повикувајќи ја помошта на духот на мудроста кој пребива во светот од неговиот почеток. Додека Лав 13 во своето време зборуваше за новите работи, денес сме повикани да ја бараме Божјата мудрост, да ги толкуваме големите движења на нашето време, особено технолошкиот напредок. Последниве години се појасно се гледа брзината и длабочината со кој дигитализацијата, вештачката интелигенција и роботиката го преобразуваат нашиот свет. Техниката од самиот почеток припаѓа на нашата историја како длабоко човечка стварност поврзана со човечката самостојност и слобода. Низ вековите, технолошкиот развој значително придонесуваше за подобрување на животните услови на човештвото. Секоја етапа на напредокот истовремено ја откриваше двосмисленоста на алатките што може да причинат штета кога нивната употреба се оддалечува од доброто. Денес се наоѓаме пред нови околности во кои моќта и распространетоста на новите технологии се испреплетуваат, со секојдневните можности ги обликуваат процесите на одлучување и длабоко влијаат врз колективната имагинација. Никогаш човекот немал толкава моќ над самиот себе. Новите технологии отвараат хоризонт, што се протега во замисливи, но се уште недоволно предвидливи насоки. Поради тоа тешко се проценува нивното можно влијание и долгорочните последици врз достоинството на поединецот и општото добро. Сега е наш ред јасно и одговорно да се соочиме со предизвиците на времето. Потребни се соодветни законодавни алатки што ќе ја чуваат правдата и ќе ги ограничуваат штетните последици од технолошката моќ. Прашањето ја надминува самата регулација. Како што предупредуваше папата Фрањо, трезвено треба да се запрашаме кој денес ја поседува таа моќ и кон какви цели ја насочува. Сепак, не може да одречнеме дека нуклеарната енергија, биотехнологијата, информатиката, познавањето на нашиот ДНК и многу други способности што ги стекнавме. На оние што го имаат знаењето и пред се економската моќ за нивна употреба им даваат зачудувачка власт на целиот човечки род и на целиот свет. Некогаш државите главно ги водеа и насочуваа иновациите. Денес главни двигатели на развојот се приватни, често транснационални чинители, опремени со ресурси и способност за дејствување што ги надминуваат можностите на многу влади. Така, технолошката моќ добива невиден, претежно приватен облик, поради што нејзиното расудување, управување и насочување кон општото добро стануваат уште потешки. Поради тоа, треба да започне процес на заедничко расудување што ќе навлезе во духовните и културните корени на современите преобразби. Задржувањето само на непредвидените околности би и дозволило на низата итни ситуации да ни ја диктираат насоката. Поминуваме низ брза етапа на премин, низ промена на епохата, во која едни се надпреваруваат за иднината на новите технологии, други се посветуваат на размислувањето за нив, а мнозинството луѓе чекаат, наблюдуваат оддалеку и едноставно се надеваат на најдоброто. Токму, затоа пред нашата совест стојат клучни прашања што бараат одговор. Каде одиме? Кон какви цели сакаме да се насочиме? Кој правец треба да го избереме како човечка заедница и како народ? Две библиски слики. За да одговорам на овие прашања и да расудам како одговорно да живееме во ерата на вештачката интелигенција, сакам да потсетам на две библиски слики. Градењето на Вавилонската кула и обновата на Ерусалимските ѕидини. Во книгата Битие, расказот за Вавилонската кула е сместен во самите почетоци на човештвото, веднаш по родословието на Ноевите синови, откако се населија во рамнината во земјата Сенар, луѓето решија да изградат град и кула. Потоа рекоа: сега да созидаме град
и кула висока до небото и да се здобиеме со име, пред да се растуриме по лицето на целата земја. Стравувајќи од растурање по земјата, тие бараа стабилност и моќ, а пред се сакаа да се здобијат со име. Тоа беше впечатлив потват. Еден јазик, една технологија, една насока. Во него се криеше длабока опасност. Делото беше осмислено без подпирање врз Бога и беше поддржано од еднообразност што ја укинува различноста и го заменува заедништвото. Кога градот се издига врз гордоста и стремежот кон самодоволност, комуникацијата се прекинува, јазиците се мешаат и луѓето престануваат да се разбираат. Резултатот е расејување на место единство. Вавилон ги открива границите на секој напор, што колку и да е величествен, произлегува од апсолутизирање на човекот и од тежнењето кон самодоволност, го жртвува човечкото достоинство заради ефикасноста и посакува да стигне до небото без Божиот благослов. Книгата на Неемија пак започнува во миг на голема ранливост во историјата на древниот Израел. По вавилонското робство, дел од народот се врати во Ерусалим, а градот се уште лежеше во урнатини, ѕидините беа разрушени, а портите изгорени. Неемија, евреин во служба на персискиот цар Артаксеркс, ја прима веста за катастрофалната состојба на градот на своите предци. Пред да преземе нешто, тој постои, се моли и посредува за народот. Потоа бара од царот дозвола да се врати во Ерусалим, а по пристигнувањето тивко ги обиколува разрушените места. Решенијата ги гради заедно со луѓето, ги собира семејствата, на секој му доверува дел од зидот за обнова, ги слуша нивните стравови, ги усогласува напорите и се соочува со противењата. Расказот покажува како градот повторно се раѓа преку заедничката одговорност на целиот народ, свештениците, занајчиите, старешините на семејствата, жените и младите. Во средиштето на тоа дело е Бог, кој најнапред ги обновува односите, а потоа и камењата. Така древниот Ерусалим повторно наоѓа заеднички јазик, јазик на заедништвото и складот што настанува кога секој ја презема својата улога и кога народот препознава дека неговата сила доаѓа од Господ. Во светлината на овие две слики, Светиот Дух денес не повикува да го преиспитаме својот однос кон технологијата и сегашната дигитална револуција. Научните откритија се таланти, доверени на човештвото за да донесат плод. Технологијата може да лекува, да поврзува, да образува и да го чува нашиот заеднички дом. Таа може и да разделува, да отфрла и да создава нови облици на неправда. Абстрактно гледано, технологијата е алатка со различни можности. Во конкретната стварност, таа го прима лицето на оној што ја осмислува, финансира, регулира и употребува. Првиот избор, затоа се однесува на градбата што ја преземавме, Вавилон или обновениот Ерусалим, моќ што сака да господари со небесата или народ што во Божиото присуство заеднички работи на обновување на ѕидините на братскиот соживот. Да го избегнуваме вавилонскиот синдром, идолопоклонството кон профитот што ги жртвува слабите, еднообразноста што ги поништува разликите и предпоставката дека еден јазик, дури и дигитален, може да преведе се, вклучувајќи и тајната на личноста во податоци и карактеристики. Тука се појавува ризикот од дехуманизација, од изградба на иднина што го исклучува Бог и го сведува другиот на средство. Тоа е древно и постојано ново искушение, кое денес го прима лицето на техниката. Да го избереме патот на Неемија, која истакнува вредноста на заедничката работа за Божиот град, да стане сигурно место за оние што се враќаат од прогонство. Денешната обнова значи да препознаеме дека во мноштвото гласови и погледи кои понекогаш не подсетуваат на мешањето на јазици, постои светлина, можност да градиме заедно, претварајќи ги различностите во богатство, а слушањето и диалогот во заедничка почва врз која ќе растат правдата и братството. Во тоа заедничко дело,
христијаните го наоѓаат својот начин на градење, насочувајќи го дејството кон Бога, за во неговата светлина, плурализмот, преку практикувањето на синодалноста, да стане простор во кој човештвото повторно ги наоѓа своите цврсти темели и својата конечна цел. Во книгата Откровение, Иван го гледа светиот град Ерусалим, нов како слегува од Бога од небото, како дар за целото човештво. Оваа видение на благодат е повик до нас христијаните да работиме заедно и да негуваме мирен, праведен и достоинствен живот во денешните градови. Драги слушатели, овде ја завршуваме емисијата од Ризницата на црковното учење, во кое читавме од енцикликата на папата Лав 14 Величествено човештво. Во следната емисија ќе продолжиме со читањето на енцикликата, а вие останете и понатаму на брановите на Радио Марија. Од Ризницата на црковното учење.